Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Останете со нас. До 2 јуни трае повикот за националниот надпревар на зелени идеи. Укинати налепниците за регистрирани возила. Пчелите изумираат, а медот поскапува. Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Останете со нас. Филантропија преку зелени идеи е годишниот конкурс кој поддржува развој на мали локални одржливи бизнис идеи во Западен Балкан, во нашата земја и во Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и во Грција. Секоја година по тројца представници од секоја од земјите се надпреваруваат на регионален надпревар. Четворица представници кои ќе победат на регионалниот надпревар добиваат по $10,000 за реализација на идејата во својата земја. Повекот за доставување на зелени идеи за 2019 година е отворен до 2 јуни. Националниот надпревар за зелени идеи, што се одржува 5-ти пат поред, е представен од Сдруженијето за социјални иновации АРНО. Настанот, како што информираат организаторите, има за цел поддршка во процесот на апликација на сите зелени бизнис идеи што се иновативни, потекнуваат развој на екологијата, промовираат традиционална изработка на производи и користат ресурси од локалната заедница. Надпреварот е отворен до 2 јуни, а пријавите за надпреварот и сите информации се достапни и на веб страницата zeleniidei.mk. Филантропија преку зелени идеи е годишен конкурс кој поддржува развој на мали локални одржливи бизнис идеи во земјите од Западен Балкан, во нашата земја и во Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, а од годинава и во Грција. Секоја година по тројца представници од секоја од земјите се надпреваруваат на регионален надпревар. Четворица представници кои што ќе победат на регионалниот надпревар добиваат по $10,000 за реализација на идејата во својата земја. До сега 4 идеи од нашата земја победиле на регионалните надпревари, и тоа кооперативата на органски потрошувачи Наша добра земја, фирма за репарирање и реупотреба на стар мебел, екомагионичарот Кристијан Шопов и стартапот Храна за сите. Налепницата за регистрирани возила која граѓаните имаа обврска да ја купат при регистрација на своето возило и истата да ја залепат во горниот десен агол на ветробранското стакло, повеќе нема да важи, односно веќе не се издава во станиците за технички преглед. Налепниците беа воведени како законска обврска со почетокот на 2014 година, а казната за незалепена налепница изнесуваше €500. Шалтерите на МВР во станиците за технички преглед на возилата од почетокот на месец април не издаваат налепници кои возачите беа обврзани да ги залепат во горниот десен агол на предното ветробранско стакло на возилото. Од МВР вела дека налепниците се укинати бидејќи со нив се дуплира обврската за докажување на регистрацијата, која се потврдува и со печатот во сообраќајната дозвола на возилото. Поради истрошените резерви на налепниците во одредени станици на технички преглед со цел да се избегне селективното постапување, повлечени се преостанатите мали резерви на налепниците кои ги имало во некои станици за технички преглед. При дефинирањето на ваквиот став на Министерството за внатрешни работи се има предвид дека со печатот при регистрација на возилото се потврдува дека возилото е регистрирано, а налепницата е само надворешно видлив доказ за исполнување на законската обврска и своевидно нејзино дуплирање. Налепниците беа воведени како законска обврска со почетокот на 2014 година со цел да се намали бројот на нерегистрирани возила во сообраќајот, а според МВР издавање налепници за регистрација на возилата е фактор што незначително влијаел на процесот на регистрирани возила, а самата налепница представува финансиско оптоварување на граѓаните со кое тие веќе имаат доказ во сообраќајната дозвола на регистрираното возило. За налепница собствениците на возилата плаќаат дополнителни $60 при регистрација на возилото. Изминативе 5 години полицијата казнуваше и за незалепени налепници. Казната за незалепена налепница изнесуваше €500, колку што изнесува казната и за нерегистрирано возило.
Пестициди, болести, паразити и променливо време се главните причини за изумирање на пчелите. Како што велат пчеларите, минатата декада изумреле огромен број пчели и доколку продолжи овој негативен тренд на светот, му се заканува глобална катастрофа. 1/3 од светското население зависи од пчелите, но овие инсекти се повеќе и повеќе ги снемува од нашата планета. Еден податок вели дека минатата декада изумреле огромен број на пчели и доколку тој негативен тренд продолжи, на светот му се заканува глобална катастрофа. Пестициди, болести, паразити и променливото време се главните причини за изумирањето на пчелите, а нивниот помал број влијае на фармерите кои зависат од овие црно-жолти инсекти поради опрашувањето на растенијата. Како што велат пчеларите, проблемот е глобален, ама трендот е присутен и во Македонија. Пчеларите за Прва Скопска велат дека смртноста на пчелите се зголемува и се загрижени поради таа состојба. Мора да разбереме дека во светот сега во момент се води голема битка за опстанок на пчелите. Зошто? Затоа што не само 70% што создаваат храна и приход од храната зависат, посебно растенијата, посебно организми кои што не ги опрашуваат други инсекти и посебно што другите инсекти веќе изумреле. Во покраината Сечуан во Кина, што е поголема од поранешна Југославија, нема инсекти. Тамо со пердушка ги опрашуваат јаболките и крушките кинезите. Зар така треба да се доведеме и ние? Видете, во поново време се случуваат не само заради климатските промени, заради појавата на разни видови на болести, посебно на габи. Габите во овој период земаа голем замах. Сите производи што се наоѓаат се скоро нападнати, посебно кај што има шеќер, се нападнати од габи. Ако цената на јаболката падне и паднати јаболките не се собираат, пчелите се вртат околу сите овие производи земјоделски, покушаваат тие шеќери да ги внесат во кошниците, ама тамо се наоѓаат од групата на аспергии една негра, црна, една габа, која што е страшно лоша. И моje мислење е дека тоа направи помор и кај пчелите. Значи, не е само што е штетна кај луѓето, него има последици и кај пчелите, затоа пчелите минатата година има големи проблеми, не само заради топлината, не само заради спражувањето на тие клетки кои што нектарат кај цветовите на растенијата, туку и заради вкупната состојба на појава на разни видови на болести. Минатата година беше многу лоша и луѓето поминаа пак тука околу нашиот просек 15 килограми по кошница. Поради изумирањето на пчелите, оваа година се очекува да има помалку мед и тоа ќе придонесе и да се покачи цената на медот. Пред 10 години тегла мед чинеше околу 150 денари, а денес е над 400 денари. Моментално има голема побарувачка за здрав и природен мед, без разлика дали е планински или ливадски, но пчеларите велат дека таков се помалку има. Инаку во земјава има зголемен број на пчелари, посебно е зголемен бројот на жени пчелари. Понежниот пол е многу заинтересиран за одгледување на пчели и производство на мед, но многу повеќе дамите се ориентирани за производство на поленов прав, млеч, прополис, производи кои ги бараат посебно младите мајки за зголемување на имунитетот кај децата. Од 23 април изложба икони од музеј на град Скопје, 50 икони од Скопје и Скопско. Најпродавани 10 книги во моментов во Македонија. Најпосакувани туристички дестинации за 2019 година. 50 икони кои припаѓаат на фондот на Музеот на град Скопје, а датираат од времето на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, ќе бидат изложени на изложбата Икони од Музеј на град Скопје, која ќе биде отворена од 23 април. На 23 април, вторник, со почеток во 20 часот, во просториите на Музеј на град Скопје ќе се отвори изложбата Икони од Музеј на град Скопје. Автор на изложбата и каталогот е магистер Викторија Грозданова Коцевски, кустос, советник, историчар на уметноста, а за значењето на презентираните дела ќе говорат Фросина Зафировска, ВД директорка на Музеј на град Скопје и професор доктор Сашо Цветковски. Изложбениот концепт
концепт опфаќа презентација на 50 икони кои припаѓаат на фондот на Музеј на град Скопје, а датираат од времето на 19 и почетокот на 20 век. Збирката икони од Музеј на град Скопје се формирала во изминатите 5 децении. Иако овој фундус на икони е мал по обем, сепак по својата впечатлива и вредна содржина во голема мера го отсликува развојот и еволуцијата на стилските особености на црковната уметност низ 19 век во Скопје и Скопско, но и пошироко на територијата на нашата земја. Автори на делата се најталентираните зографи на македонската преродбенска уметност, како Дичо Зограф и неговите следбеници Петре Пачаров Дебранец, Благој Дамјанов, Дамјан Зограф од Крушево, Димитар Андонов Папрадишки и други. Овој концепт представува прво прикажување на збирката како единствена целина, при што на пошироката јавност ќе и се овозможи поаналитичко запознавање со иконографскиот и стилско-ликовниот развој на зографската ренесансна уметност низ буридните текови на 19 век на нашата територија. Во 10 најпродавани книги во Македонија во последните 5 години постојано се наоѓа популарниот француски писател Гиом Мисо. Во моментов тој со 4 романи е во првите најпродавани книги во Македонија, а меѓу нив е и романот Те љубам, тоа е вистината од македонскиот автор Александар Алексов. Во продолжение следуваат и останатите книги кои се најдоа во 10 најпродавани книги во Македонија. Ако не постои утре, Девојката од Бруклин од Гиом Мисо и Те љубам, тоа е вистината од Александар Алексов се најпродавани книги во Македонија за 2018 година. Според неголемата електронска книжарница во Македонија Купи книга МК, читателите како и 3 години претходно повторно го ставија на првото место авторот Гиом Мисо. Како и во 2018, така и сега Гиом Мисо повторно е со 4 книги во најпродаваните 10 книги во Македонија. Ако не постои утре, Девојката од Бруклин и Девојката и Нокита се наоѓаат на првите 3 места во најпродавани книги во моментов, додека пак Апартман во Париз е на 5-то место. Помеѓу хитовите на Гиом Мисо, на 4-то место се наоѓа книгата Те љубам, тоа е вистината од Александар Алексов, која исто така неколку години се вбројува во најпродаваните 10 книги во Македонија. Радува фактот што во моментов меѓу најпродаваните книги се наоѓа креативна игра интегриран прирачник за деца од предучилишна возраст од доктор Лена Дамовска, кој се наоѓа на 6-то место. Шокантно научно откритие, префинет спој на акција и интрига, трилерот различен од сите што сте ги прочитале досега, Точка на измама од Ден Браун, како и романот Ноки ден од Вирџинија Вулф, кој е истовремено љубовна приказна и општествена комедија, која ги истражува границите помеѓу личната слобода и барањата на љубовта. Кое е значењето на љубовта во животот на еден човек? Дали е потребна за човек да биде среќен? Се наоѓаат на 8-то и 9-то место. Во топ 10 книги во моментов се наоѓаат и книгите за работа со компјутер и основи на програмирањето од Билјана Стојковска Златков и лесен начин да ставите крај на пушењето од Ален Кар. Статистиката за најпродаваните 10 книги од страна на македонските читатели е направена од страна на Купи книга. Најпосакувана туристичка дестинација за 2019 година е унгарската престолнина Будимпешта, според податоците од Google Trends. Кога станува збор пак за летните одмори, се зголемува побарувачката на понуди за Југоисточна Азија, Индија и Блискиот Исток. Интересот на туристите за Будимпешта расте побрзо отколку за кој било друг град во светот, објави интернет страницата Lonely Planet, откаде биле анализирани податоците од Google Trends. Така на листата дестинации со најголем раст на популарноста меѓу туристите за 2019 година во однос на 2009 година, унгарската престолнина е на првото место со 87% раст. На второ место е јужнокорејскиот главен град Сеул со 79% пораст. Трете Копенхаген со 68, зад кој следат Тел Авив и Варшава. Што се однесува до летните одмори, за последните 10 години најголем раст на туристи имаат Филипините, 170,5%. По нив се Јужна Кореја, Саудиска Арабија, Казахстан и Холандија. Расте интересот кон Египет, Тунис, Турција, Франција и Бразил. Она што е интересно е поголемата љубопитност за Југоисточна Азија, Индија и Блискиот Исток во последнава декада.
Од утре до понеделник ќе преовладува стабилно и потопло време со умерена облачност. Утре ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник кон крајот на денот ќе има нови локални врнежи од дожд. Како што соопшти управата за хидрометеоролошки работи, врнежи од дожд ќе има од понеделник до среда, кога се очекуваат и грмотевици. Утринската температура ќе биде во интервал од -1 до 4 степени, а дневната од 13 до 24 степени. Во Скопје утре температурата ќе достигне 19 степени, сабота од 2 до 18, недела од 6 до 20 и понеделник од 7 до 19 степени. И уште една информација за крај. Од утре ќе има теренска вакцинација во основните и средни училишта, информираше денеска министерот за образование и наука Арбер Адеми и додаде дека се во постојана комуникација со министерот за здравство, бидејќи навистина станува збор за алармантна ситуација. Во фаза се на изнаоѓање на што подобро законско решение и во Законот за основно образование, каде што при упис во основните училишта треба да се приложи аргумент дека вакцините се примени. Адеми додаде дека секоја одлука треба да биде во насока и во согласност и со уставните одредби, каде што основното образование е задолжително и со вредноста дека треба да се запази да не се загрозува јавното здравје на било кој. Со оваа информација ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.